Океј, денеска продолжувам на тема среќа. Темата за вечерва е среќа, втор дел. Зборевме минатиот пат за среќа, кажав еден убав цитат од филозофот Хабарт, надминување на препреки кон позната цел, или емоција на прогрес кон некоја цел, или Елизабета Дамјановска, Данска, поздрав. Сега, зборував за тоа фактички малку поинаку го кажав, дека е тоа креација. Фала ти, Дани. Значи, тоа е креација. Креативни сме кон нешто. И оно што кажав е дека човекот креира и он ја причинува својата среќа. Како ја причинуваме нашата среќа? Преку причинување на дела кои што ќе направат некоја убавина околу нас. Сега, ако ние направиме дело кое што ќе направи убавина околу нас, ние не можеме да не бидеме среќни, поради тоа што сме направиле некаков ефект, сме направиле нешто кое што било убаво. Кога човекот прави нешто кое што не е убаво и повредува и е среќен, тогаш не е у добра умствена состојба. Тој човек не е ни за консултација кај мен. Значи, ако правите нешто кое што ве прави, да кажем, имате злобна некоја намера, има некој човек што има злобна намера и тоа го прави среќен, тогаш човекот не е во најдобра состојба на неговиот ум. Но обратно, кога правиме убави работи и тоа не прави среќни, тоа е основата на битието и основата на нашето постоење, поради тоа што тука сме за да направиме дело, за да направиме креација, за да оставиме трага, за да оставиме отпечаток, за да оставиме некое дело позади нас. Кој како го прави е до него. Гледате, делото може да биде да пренесете добар умствен став на вашите деца. Дело може да биде да, не знам, сопругот биде среќен. Дело може да биде сопругата да биде среќна. Дело може да биде, не знам, фамилијата да биде среќна. Дело може да биде да добијат убав бонус во фирмата сите поради тоа што, не знам, се постигнале таргетите. Гледате, се е дело, големо имаме дело, имаме мало дело и секој ден правиме дело. Ама некогаш не сме свесни дека правиме дело поради тоа што влегуваме во автоматизмот на денот, и кога имаме автоматизам на денот, тогаш денот не води нас и не можеме да сме многу среќни. Гледате, кога човекот ќе влезе во некоја рутина, кога ќе влезе во автоматизам, знаете како хрча кога ќе влезе во натркалоно, едното исто му се случува, тој не може да биде многу среќен. Може да биде задоволен, ама не може да биде среќен, поради тоа што, гледате, ако ние тргнеме од автоматизмите и речеме, сакам ова да го направам, сакам ова да го направам, сакам ова да го направам, сакам тоа да го направам, да, можеме да имаме уште поголема среќа. Сега, мораме да имаме и автоматизми. Автоматизмите се некогаш досадни, ама се пожелни. Поради тоа што човекот може да е во автоматизам сабајле да отиде во теретана, да е во автоматизам да истрча, да е во автоматизам да од сабајле чита. И тие автоматизми се добри, поради тоа што ни даваат исто така и тие дадено количество, може да не е огромно, ама дадено количество на задоволство или среќа, но ако постигнеме нешто што сме осакали или сме надминале некоја препрека и сме стигнале сме виделе дека имаме прогрес кон нешто што го сакаме, тогаш се чувствуваме многу убаво. Сега гледате, многу луѓе, имате луѓе каде што ги мешаат, за ова ќе зборам посебен лайф ќе правам, ама некојаш се шегувам, ќе дојде некоја девојка ќе ми рече, доктор Жаре, момче има некој што и прави пеперутки, тој и прави пеперутки затоа што е токсичен за неа, затоа што никош не е таму за неа, затоа што она не може да се ослони на него и сега таа непостојаност од момчето не и прави пеперутки, она мисли дека е заљубена, уствари тоа е стрес и се шегувам, тоа е секојаш на шала. Викам, види да не имаш хеликобактер пилори, право провери. У желудникот нешто не се случува друго, ама тоа е секојаш на шега. Знаете како викаат пеперутки во стомак прават ларви во црниот дроб, ама во суштина при тоа што луѓето ги помешуваат хормоните на среќа со хормоните на стресот. Хормоните на среќа се, нели, допамин, ендорфин, серотонин, ама имаш хормони на стрес, кортизол, адреналин. Сега, имате луѓе кои што се у толку многу конфузии, у толкава голема заблуда, да он кога му лачи телото адреналин, кортизол, неизвестност, не знае што да прави, она мисли дека е заљубена и дека тоа е среќа, поради тоа што ствари го помешала тоа чувство на среќа со стрес. Среќата е многу убаво и релаксирачко чувство, имате многу убаво задоволство во телото и телото не е во грч, но имате дадени ситуации каде што човекот е во дадена состојба каде што има топло-ладно е под стрес,
гледате, поради тоа што е смален на пониско ниво, он кога ќе се крене на повисоко ниво, кој што фактички може биде и поднормален, он, ајде да кажеме, ова е нормал, ова е кај што сака човекот да биде. Ама замислете, имате некој што го смалува. Тој тука е под стрес. Зошто стрес? Затоа што кога некој те смалува, кога некој те понижува, кога некој те деградира, те става да си пониско и си затекнат и затоа имаш стрес. Како една спирала, која ќе притиснете, таа е под напон. Исто така и со луѓето, кој има некој што ве спушта, сега, тој што ве спушта, некојаш ќе ве пушти, ти ќе се кренеш, и особено затоа што си развил едно чувство на зависност, можеби кон тој човек, си кажеш, тој ме прави среќен. Тој не те прави среќен. Тој само те пуштил од стресот и сега ти кога ќе се релаксираш од тој стрес и од таа напнатост која што си постојано, човекот мисли, јас сум среќен. Тој не е среќен, тој е у заблуда, поради тоа што е окружен со луѓе кои што го прават да се чувствува под тензија. И поради тоа, кога ќе он опуштен, кога ќе он релаксиран, кога не е под веќе таа спирала на тензија, што он вика, еве ја среќата, не е среќата, пријателе, среќата е многу поубаво. Среќата е поврзана со посегнување, да го имаш она што го сакаш, да одиш кон твојата идеална цел, да го постигнеш тоа што си го замислил, да имаш план како да ги направиш некои работи, да работиш на планот и кога денеска си сработил на планот да го направиш животот да ти биде подобар, дефинитивно можеш да се чувствуваш среќен. И она што го кажав во минатиот лайв, се малку ве воведувам во новиот лайв, затоа што минатиот лайв го завршив со тоа што реков дека ќе искомуницирам нешто плюс на дадена тема и што рековме дека у суштина кога имате некој човек кој што постигнал нешто и кој што дошол до нешто, видите, тој човек кој што постигнал и дошол до нешто не секогаш е среќен баш поради тоа што има завршување на креацијата. И кога човекот креира и се труди да стигне до нешто, он се чувствува убаво, ама кога ќе дојде до тоа нешто, кога ќе го постигне тоа нешто, настанува фактички пад на енергијата и почнува да го менува неговиот став кон положа. Што зборев во претходната емисија, дека среќата е поврзана со ставот. Ако ја имам добар став, се вратив од Америка, во Македонија сум, имам став дека Македонија е преубава земја, топ, се чувствувам убаво. Ама ако човекот има негативен став, окривува, за никаде ова, тоа е за никаде, ништо не го било ова, за никаде е тоа, катастрофа е ова е лошо, она е лошо и така натаму, она што ќе се случи, гледате, тој човек не може да биде среќен поради тоа што станал жртва, ментална жртва на своето неделување и на своето нетрудење за да дојде до негде. Многу е важно човек да се труди. Многу е важно човек да се труди. Сега, кога човекот е креативен, кога ствара, кога твори, он е на патот на среќата поради тоа што се чувствува убаво, поради тоа што знае дека е до него и он има контрола до некаде врз креирање на неговиот универзум, на неговата околина, на начин на кој што тој сака да искрира. Сега имаме два универзума. Едниот е нашиот универзум. Што е нашиот универзум? Нашиот универзум се нашите идеи, нашите мисли, нашите цели, нешто што сакаме да го направиме, нашите замисли, нашите планови. Тоа е нашиот универзум. И имаш универзум кој што е физика чиста. Така, каде што има гравитација, каде што има препреки, каде што има стопови, каде што има едноставно работи кои што ти мора да ги надминеш за да дојдеш до некој ниво на постигнување. За да дојдеш до некој ниво на постигнување. Гледате, среќата се состои исто така во материализирање на универзумот кој што е во твојот ум и кога ќе видиш нешто што ти е замислено во твојот ум и кога ќе гледаш дека се мести во физичкиот универзум, во физичката идеја, тогаш исто така си среќен поради тоа што го манифестираш твојот ментален, духовен, спиритуален, умствен универзум врз она што е материјалниот свет околу тебе. Маж и жена сакале да има детенце, било тоа како идеја во нивниот универзум, сега го има детенце, супер, еве го во физичкиот универзум. Сте сакале да отидете некаде на пат, си креирал план, си создавал идеи, бум, сега си таму, се чувствуваш убаво. Зошто? И затоа што си причина. Гледате, ама ако ти немаш твој универзум, ако ти немаш своји идеи, ако ти немаш своји мечти, ако ти немаш своји имагинации, ти не можеш да бидеш среќен, затоа што тогаш физичкиот универзум ти се наметнува тебе. И не само физичкиот универзум, него универзумот на мајка ти, универзумот на баба ти, универзумот на тетка ти, универзумот на кој да е, се наметнува на тебе, затоа што почнуваш да бидеш во нивни игри
и во нивни универзуми, и пак можеш да бидеш среќен, ама не толку како што ќе ја нацрташ ти собствената слика на платното наречено живот. Затоа што ти си сликарот. Ама четката некојаш не ја држиш ти. Стравот ја држи четката. Мајката ти ја држи четката. Тетката, бабата, да не набројувам. Секој само не ти. Затоа што ти е страв да не ја утнеш. Ти е страв да не сгрешиш. Ама што кажав минатиот пат? Гледате, слободата да бидеш е поврзано со креативна идеја и е поврзана со креација. Слободата да бидеш. Перфекционизмот ти уништува креативноста. Перфекционизмот ти уништува креацијата, зашто перфекционизмот на нездрав начин е леле да не сгрешам, леле како ќе биде, дал нема да биде. И човекот се кочи и ја нема тој тек, флоу, што би го рекли американците, на таа позитивна креативна идеја. Кога имаш ти тој флоу на позитивна креативна идеја, ти си во контакт со срекичката, таа ти е тука. Зашто си во тек во таа креативна идеја. Ама ако имаш дадени умствени ставови, леле да не сгрешам, леле не смеам, што ќе кажат други луѓе, па имаш некој стопер од околина што ќе те сече, штрак, те демонтира како битие. Така. Не ова, глупе ова, кај таму, што правиш? Так. Ти си демонтиран како битие, скоцкан си мал, стравот е голем, и ја нема срекичката. Кој ти ја земал срекичката од твојата душа? Гледате, не е ни важно кој ја земал, пори тоа што ти си дозволил да биде земена, пори тоа што си оставил четката, пори тоа што се нашол некој да те убеди дека можеби ќе направиш дело кое што не е квалитетно. За кој не е квалитетно дело? За него, ама не за тебе. Гледате, една од најаките енергии во универзумот е енергијата на автентичноста. И секој еден мора да биде автентичен во однос на тоа што го креира, што е неговата творба. Колку ти е поавтентична творбата, толку повеќе си у контакт со среќата. Ако работиш на творба која што не е твоја, пак ќе си среќен, ама нема си толку среќен. Ама ако работиш на творба која што е твоја автентично дело, тоаш ќе бидеш многу среќен и ќе бидеш постојано во контакт со твојата собствена среќа. Има еден актер се вика Вилијам Дефо и кажа многу убава работа, еднаш го слушав на едно видео, вели ги учел сликарите, уметниците да нацртаат неперфектна слика. Видите колку паметно. Вика затоа што ако ги терам да нацртаат перфектна слика, тогаш се угрч да не ја утнат работата, ама ако му речеш на некој сликар, абе нацртај неперфектна слика, вика он се опушта. И уствари ќе го направи перфектно делото. Сега го парафразирам неговото видео, ама беше многу впечаток ми остави затоа што ајде да направиме неперфектно дело. Немојте да чекате перфектното дело да дојде. Зборот перфекција се состои од два латински збора: per facere, преку правење, преку делување. Сега, ама ако сте имале мајка која што цело време ви ги ловела грешките и кога сте имале татко и мајка кои што сакале перфектно од вас, да не сгрешиш, да не дослед, не Боже да си донал четворка. Ако си донал четворка, пак имаш карање, па зашто другиве се подобри од тебе? Како сите може да добијат петка ти четворка? Тогаш више не станува забавна креацијата, не станува забавно делото наречено живот. Гледате, затоа што почнуваш да се споредуваш со други луѓе и споредбата со другите луѓе ти ја краде среќата. Сега, ајде да се вратиме на она што го зборував, дека можеме да бидеме среќни во тоа што го имаме. Често пати ние велиме, треба да дојдеме до негде за да бидеме среќни. Релевантно е и валидно, поради тоа што е склоп на креација и одење понатаму. Но, што кажав во минатиот лайф, луѓето сакаат да поминат низ комплексност за да се чувствуваат, уствари да ја ценат едноставност. Ајде да речеме, имате некој пријател ваш кој што живее во странство. Може би имате вакви ситуации кај што има многу луѓе што мислат од странство. Да се враќам ја во Македонија, да се видам некаде, не знам, Велешко, да си имам една викендица, таму си имам една бавча, на која што ќе сладам марули, кромити, патлиџани, се направам една шопска салата летоска, тоа ми е кеф, тоа ми е врв. Гледате, тој ја имал бавчата, пред да отиде, кај да отиде? У Швајцарија, Германија, кај да е? Тој имал бавчата, ама не му била интересна бавчата, затоа што тогаш ја имал бавчата, ама стребал кон нешто, бизниси, деловен свет, да се покаже таму, што е супер, ама гледате, он докажувајќи се таму, он уствари умот му пораснал и после 20 години работа у странство вика, една бавча да има, тоа ме прави среќен. Тоа си го имал. Ама дал сме ја имале свесноста
на едноставноста дека се може да не прави среќен. И Скопје може да ве прави среќен, и Велес, и Гевгелија, и Струмица, кај да е. Зашто гледате, обично кај нас не прави среќен мечтата некој да излезе од Македонија, ако ја мислам дека Македонија можеме да успееме сите, преубава земја имаме, ама некои луѓе мечтаат за надвор, тие што се надвор мечтаат да се вратат. И забораваме да бидеме среќни на местото кај што сме. Забораваме да бидеме среќни со луѓето кои што ги имаме. Молеле Бога за деца, добиле деца, се им викаат, абе, кај ве родивме? Гледай се, кај ги родиле? А предходно кога ги немавте, плачевте за нив. Прават куќа на Маврово 5 години, 600 бе шо моравме волкава. Кој ќе очисти двор? Леле, сега проблем е куќата што е голема. Абе, шо моравме куќа волкава, требаше две гарсонјери се земе да си купиме едно станче 6 квадратни. Шо моравме волкава куќа? Сега куќата за која што мечтееле била куќа од нивните соништа, ама сега треба да се чисти куќава, па треба вака, па треба цвеќиње. Сега голема работа, да. Гледате, некоја девојка сонувала за некој дечко, сега го има дечкото, сега и смета како дише, како мјацка, како... Шо да ви кажам? Дечко ја сакал девојката, све ке дал за неа, сега има, сега е мори, ја ословува како што ја ословува. Зашто? Поради тоа што има. Сега, ова сум го зборил, знам, ама ќе поврземе со ова што го збориме денеска. Гледате, има еден феноменална мудрост, ја имам прочитано од филозофот Хабарт исто така, ама сум ја сретнал и кај други автори, точно е, моето оригинално познавање за ова и негово надополнување има, кој што многу ми се допаѓа, за тие три состојби се викаат биди, прави, имај. Да бидеш, да правиш и да имаш. Гледате, што значи да бидеш, да правиш, да имаш? Да бидеш е каков си ти. Ти можеш да бидеш негативец, абе ништо нема да направи среќен. Ако имаш таков мрготски став, и тоа ти е твоето биди, шо ќе правиш глупости, шо ќе имаш проблеми. Ама ако имаш добро биди, секогаш ќе правиш добри работи и шо ќе имаш? Ќе имаш позитивни нешта. Ќе имаш убави нешта. Гледате, биди е број 1, прави е број 2, има е број 3. Кога работам со моите клиенти, сакам да го сменам нивното биди. Гледате, бидито ако го смениш, тоа е локомотивата. Ова се вагоните. Не мораме да работиме на нашето имање. Луѓето го имаат она за кое што они си дозволува да го имаат преку нивното биди. Ако некој е дисциплиниран, ако е етичен, ако учи, ако има намера да стигне до некоја цел, ако не се откажува, и тоа го има во неговото биди, што мислите дека нема да ги има убавите работи, ќе ги има убавите работи. Ама некој што не е дисциплиниран, што го мрзи све да направи, ќе почне ќе се откаже на полпат и се така, тој со тоа биди ништо не може да има. Затоа што, гледате, не го прави тоа до крај, за да го добие резултатот. Кој имате некој дете има 10 единици на училиште, шо правило? Глупости, шо било? Багабонче или не знам, мрзливо учениче или можеби изгубен студент кој што има многу нејасноти при учењето. Се гледате, ама тоа биди направило погрешни акции, добило 10 единици. Ако имате некој конфликтен човек, постојано ќе има тој проблеми. А и што е проблеми, другите околу него ќе имаат проблеми, затоа што тој што е конфликтен не само прави што прави проблеми за себе, прави проблеми за други луѓе. Но што ми е поентата? Бидито ако сменим и овие две работи ќе се сменат. Сега, она што го имам видено, ова зборува, фактички ја прави ова аналогија, малку ја парафразирам сега од филозофот Хабарт, он вика ова е состојба на креација, прави е состојба на креација. Постојана креација, мели зборуваме креација е среќа, ама у состојба на има нема креација. Нема креација, гледате, нема креација. Зашто? Крај, стоп на играта, или има контракреација. Што значи ова сега? Нема креација или има контракреација? Гледате, многу интересно е ова сега. Ајде да кажеме некој дечко, сакал да ја освои девојкава. На него му била важна девојкава, сакал да има девојкава. Цел му била таа. Гледате, имал цел. Ама кога имал цел, што има? Кога има цел? Има креација. Гледате, кога има цел, има креација. Кога нема цел, нема креација. Има стагнација. Кога нема креација, има стагнација. Сега, он му бил цел девојката. Девојката напокон ја добил. Ама пред да ја добие, на театар ја носел, на опера ја носел, нели бил на театар и на опера предходно.
а би ги носел чевлите на кондураџи и ги чекал да ги направат. Ја носел со другарките, све, ништо не му сметало кај неа, ништо не му сметало. Се дојка не ја добил, ја освоил. Девојка му е. И врти сучи малку по малку не креира за неа. Не само што не креира, не само што нема креација, него се почнува контра неа да креира. Она сака да се купи контра, ајде ма доста. Не е више ни цуци муци. Одека е цуци муци злато, гледате, одека се цуци муци. Тука идиоте, будало, катастрофа. Тука е се нешто кое што е како конотација неубаво. Ме разбирате? И самиот термин идиот имате луѓе кои што можеби се на некое ментално ниво и не зборам погродно на таа, него како термин кој што го користат луѓево за да укажат на некоја неубава карактеристика кај некој човек. Така, сега он станал идиот, станал будала, станал, не знам, дебел си бе, ваков си, онаков си се запуштил, ама претходно и он пак бил дебел, ама на неја и чинал, пори тоа што не бил неизин. Гледате, она му била принцеза на него. Предходно, не сметала мајката, не и сметале сестрите, не и сметале другарките. Сега све му смета. Зашто? Затоа што ја освоил и затоа што има. И кога ќе дојдете во оваа состојба на стоп, видите, тука е стоп, затоа што е крај на играта, game over. Се тука почнуваат глупи игри. Сега што се глупиве игри? Он почна да флерта со друга девојка. Она почна да флерта со друг дечко. Глупите игри се обвинување, ти си крив, не ти си крив. Гледате, овие две состојби нема кој е крив. Гледате, он крира за неа, она крира за него. Тука е целосна одговорност. Гледате, и тука е среќата, затоа што е у креацијата. Среќата е у давањето. Он дава за неа, она дава за него. Не гледаат кој е крив, ама затоа што тука им прекинува играта, се зима здраво за готово. Сега, она е негова, он е неизин. И она што се случува, настануваат проблеми. И тука нема среќа, луѓе. Тука има све некој ти е крив, секојаш покажување со прст на други луѓе. Исто се случува на работното место. Сте виделе ново вработен, тој е тука. Тој не прашува плата кога добива, тој не прашува плата, тој трча, носи кафења, сладоледи, отвара компанија, затвара компанија, не му е проблем. Ама тука кога ќе дое после 20 години, клати врата, зима плата, ништо не при по цел ден. Само мрчи. И само афери го интересираат. И по цел ден на социјални медиуми. Тој не само што нема креација, тој контракреација прави. Тој прави сплетки и заврзлами на работното место, затоа што е внесен во глупи игри. Зошто? Пори тоа што нема цел кон кое што му е насочено вниманието да креира. Видите? Нема цел кон кој што му е насочено вниманието да креира. И ако ја нема таа креативна енергија, нема среќа. Сега, ајде да речеме дека едноставноста. Ја искомплексирал човеков работава, бум, дошол до некој убаво ниво, кади да е. Ама го има тоа сега таму се. Тоа му е проблем, зашто го има. Она што го имате, више не ви го краде вниманието. За жал, тоа сакам да го кажам. Секојаш луѓето мислат дека среќата е на друго место, дека не е во нив, и мислат дека е во друго место, и дека е на друго место, и дека е со друга сопруга, и дека она мисли дека е со друг маж. Среќата, може би среќата е во преземање на одговорност да се врати креацијата таму кај што сте и со она кој што веќе го имате. Затоа што најлесно е некој да рече, слушај, другиот е кривец. Да. Знаете, имате многу често луѓе кои што имаат нефлексибилни умови. Сте видели некојаш? Тука, луѓето се заинатува. Тука се они управо. Тука нема кривец тука, нема кривец тука. Тука он е управо. И знаете, гледайте, ќе видите некои луѓе кои што многу држат љутина. Сте видели луѓе што многу држат љутина? Они се управо и не се извинуваат. Имате такви луѓе. Не се извинуваат, они се управо. Љутина држат со денови. Гледате, тој е нефлексибилен ум. Имате некој човек кој што е пофлексибилен, тој не држи љутина, ќе преземе одговорност, ќе се извини. Тој е пофлексибилен, овој другиот е поригиден, по не е флексибилен ум. И потешко е таму. Ама сакам да кажам, секој доаѓа повеќе или помалку во оваа состојба на тука, јас сум право, ти си укриво. Ама тука не си ти укриво, никој не укриво, а ти си управо, поради тоа што си творец на твоето универзум, затоа што криваш и само така си управо. Тогаш си управо. Тука не си управо кога окривуваш други. Окривувањето на други
доаѓа само поради тоа што немате креативна енергија, нема за што да се насочи вниманието и нема кон што да се цели. Нема како да се подобри таа состојба. И затоа е многу важно да чувствуваме дека тие што се наши ги имаме. Дека ги имаме и ги немаме. Затоа што ако ги имаш, интересот кон нив ти се намалува. Ама ако имаш чувство дека ги имаш, ама и дека не се твои, треба да им се докажеш, треба да направиш уште нешто за нив, тогаш имаш игра, тогаш имаш интерес, тогаш имаш цел, тогаш имаш зошто да бидеш добар, затоа што ако некој си го освоил и е твој, си приметил дека се опушташ и дека не си во најдобриот идентитет, веќе тука ти се менува став, тука има лош став. Тука човекот има добар став. И добриот став секојаш наоѓа решение. Лошиот став секојаш наоѓа проблеми. Видите, луѓето кои што се некреативни, се проблематични луѓе, поради тоа што прво си прават проблеми на себе, второ прават проблеми на околината. И не се задоволни. Незадоволен. Видите, овдека има каде да оди, он е задоволен од себе тука. Зашто? Затоа што од него извива енергија. Овдека уствари човек е незадоволен од него. Он не се почитува себе, поради тоа што знае дека он е креативна енергија. Ние сме творци, ние сме креација. Гледате, дури зборот уметност, гледате, уметност, нели на англиски е арт. Арт, арт. Но од кај доаѓа овој збор? Доаѓа од два збора. Ар, доаѓа од глаголот ар, на англиски е си, а тто доаѓа од старо шекспирски збор дао. Знаете, Шекспир така зборел. Дао, бла бла. Дао е ти на шекспирски. Гледате, зборот арт или уметност, буквално преведено, значи си ти. Е сега, ти си ова креативниот дел. Ама што тоа значи? Дека мора да имаш визија, дека мора да имаш план, дека мора да имаш идеи, дека мора да ствараш, дека мора да ти е важно. Затоа што ако више не ти е важно, станува тажно. Гледате, на жената више не е важно. Што вика еден пријател мој, вика и нема вкусна мандарина карминот више. Ами таа не се ни шминка за него веќе. Оне од дук се некој скинат за неа. Може да почдригнува под неа, порано него правил тоа. Гледате, зашто? Затоа што се у таа состојба на стагнација. И тука работите луѓето ги зимат здраво за готово. Се ако ги земете работите здраво за готово, нема среќа. Нема среќа. Видите, кога имаме креација, го имаме основниот концепт за среќата, поради тоа што сваќаме дека ние предизвикуваме некои нешта. Во моментот кога ќе дојдеш во оваа состојба, секој ти е крив, секојаш си ти управ, право, и она што сакаш да го направиш, сакаш да ја одбраниш твојата погрешност, со тоа што измислуваш оправдание како ти си управо, а другите се укриваат тука и самиот ти знаеш дека си погрешен. Ама сакаш да ја одбраниш твојата погрешност. И што правиш? Добиваш изговори. Зборот изговор на англиски excuse се пише овака excuse, но се состои од два збора. Ex, што значи надвор, outside или надворешна. Cuse доаѓа од зборот cause, причина. Фактички буквално преведен, зборот excuse значи надворешна причина. Зашто си така? Заради неа. Зашто си те таква? А заради мажот е она таква. А зашто си те? А зашто ти доби двојка? А заради учителката. А ти зашто закасни? Абе алармот не ме разбуди. Супер. Све е надворешна причина. Он никако да е причина. Е сега кога човекот почнува да има изговори, он прекинува со креација. Ама он ако презема одговорност и рече чекај бе, може и до мене е ситуацијава. Може до мене е зашто животот ми е ваков. Видите, он кога ќе преземе одговорност, он ја враќа внатрешната моќ. Ја враќа внатрешната моќ. Гледайте, ајде да идеме со еден друг збор. Одговорност на англиски е responsibility. Ability to respond. Кај нас е одговор. Одговорност, одговор. Каков одговор имаш на ситуацијата во која што си? Responsibility, ability to respond. Способност да одговориш. На што? На може би не ти е по кејф, не ти се наместени коцките. Човек намести ги, не си дрво да не можеш да направиш промена. Животот е како пазл, како спајалица. Знаете, оние делови кои што се спојува мозаик која правевме од разни фигури и делови. Ама ти ако ја немаш целта и ако ја немаш сликата, гледате, тој пазл, тоа спојување на делови, не знаеш како да го направиш поради тоа што немаш
во однос на шо да ги подредиш деловите. Ама и кога имаш сликата, не секогаш сите делови ги подредуваш од прва. И се гледаш дека нешто не ти е како што треба, па размонтирај, па монтирај како што треба. Тогаш си шампион во играта на животот и тогаш сејкичката ќе биде составен дел на твојот ден, поради тоа што креативната енергија, целите, визиите и амбициите се тука. Човек без амбиции, без цели, без креација, тешко да може да биде среќен. Мене ме прават среќни овие лајвови, поради тоа што гледате, ја имам своја цел со нив. Гледате, вие сте дел од мојата среќа, јас сум благодарен за тоа што сте дел од мојата среќа и сите овие предавања што ќе ги правам се низ градовите ќе ме направат многу среќен, поради тоа што тоа е мојата мисија, а мојата мисија е да направам луѓето да имаат подобар живот преку согледување на дадени работи кои што можеби претходно во нивниот ум не постоеле или не ги знаеле на тој начин како што би им ги предочил или би им ги објаснил. Така да доколку сакате да имате консултации со мене, јавете ми се 078-261-77 е мојот телефон, а се гледаме на 17 во Штип, 19 Прилеп, 25 Скопје, 26 Кичево и ќе имам уште две предавања во ноември месец, тоа е Струмица и Кочаник и да најавиме термините кога. Имајте убава вечер, ми беше задоволство како и секојаш да бидам со вас. Се гледаме повторно во среда. Чао!